Ако сакате да дочекате длабока старост, консумирајте го екзотичното овошје гоџи бери, но не само што ќе сте здрави, туку ако се обидете да го произведувате, тогаш без сомневање и добро ќе заработувате, бидејќи само 200 грама од ова кинеско овошје на пазарот чини 5 евра. Идејата за насади од гоџи бери долго време тлее во семејството Алексовски од Каменичка Луковица. Тие резервирале 5 хектари од својот тимот за насади од ова овошје, познато и како овошна виагра, трагачи на задоволства, царски плод. Околу овоштарство сме заинтересирани. Претежно гоџи бери. Што е тоа? Тип на овошка, многу јак антиоксиданс. Постои кај нас? Има увозници, да. Нешто како кај нас познато како боровинка со црвена боја. 40-годишната Виолета и незиното семејство за прв пат се одлучуваат да впловат во земјоделските води и да станат овоштари, па поддршката за иновативната идеја, досега непозната на нашиве простори, ја бараат од Агенцијата за поддршка на земјоделието. Да видиме какви са условите што се нудат. Ако се може, ја конкретно сакам за трактор да аплицираме. Имаме проблеми околу наводнувањето, значи ќе мора систем капка по капка и за тоа ни е потребен трактор и цистерна. Првата побарана помош од стручњаците во новоотворената канцеларија во Каменица беше и своевиден тест за вработените и доказ за потребата од ваква канцеларија и во Рударска Каменица. Мораме и ние малку да се запознаеме за оваа култура, оте е нова култура, како иде процедурата, ќе видиме дали бара вода, какви услови бара. Инаку, освен Виолета, земјоделците од Македонска Каменица од денеска ќе можат секој ден да бараат помош од експертите од агенцијата. Откупниот број на регистрирани земјоделски стопанства во Македонска Каменица и Делчево, тоа се 4756, 1317 отпаѓаат на територијата на Македонска Каменица. Тоа е негде 30% од вкупниот број на регистрирани земјоделски стопанства. Тоа е доволно голем фактор да отвориме канцеларии секој ден ние да ги постојуваме земјоделците, а не тие нас. Претежно на крајниот исток, основна гранка е овоштарството, но она што е специфично овде, се поволните климатски услови и еколошката средина, кои веќе се докажаа како одлична почва за иновативната аронија која тргна во освојување на Македонија од Пехчевската равна река. Ке успее ли Рударска Каменица да биде иновативна и позната по овошјето кое што научниците го квалификуваат како овошје на векот?